Добре дојдовте во Акцент. И во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ве поканувам да останете заедно со нас во наредните 40 на минути и да ги погледнете сите оние содржини кои што ви ги подготвивме во ова издание. А на почетокот на ова издание на емисијата Акцент ќе го проследите разговорот со наставникот и ученичката од Основното училиште Санде Штериовски од Кичево, кои што на државното првенство по хемија на ниво на 8 одделение го освоија првото место. Веднаш потоа ќе видите и како помина втората работилница, односно средбата со втората фокус група во рамките на проектот Економска инклузија на млади ромки од општина Кичево. И за крај на ова издание на Акцент ќе проследите кратка репортажа околу одбележувањето на Денот на единицата во Кичевската касарна Чеде Филиповски даме. Акцент започнува. Следете не. За секој ученик, дополнителна сатисфакција во неговото учење е секако можноста да се представи со своето знаење не само во своето училиште, туку и надвор од него. Една таква прилика за учениците се секако оние надпревари кои што се одвиваат во самата општина, во регионот или на ниво на државата. Се организираат различни надпревари по речиси сите наставни предмети и во основно и во средно училиште. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, акцент ќе ставиме на наставникот и на ученикот од Основното училиште Санде Штериовски од Кичево, кои што по наставниот предмет хемија на ниво на 8 одделение го освоија првото место на државно ниво. Мои гости, како што кажа во ова издание на Акцент, се наставникот Јованка Аврамовска, наставник по хемија во Основното училиште Санде Штериовски од Кичево и ученичката од 8 одделение Цветанка Билбиловска, која се закитиете со првото место на државното првенство по хемија, надпревар по хемија. Најпрви неве од мое лично име и од име на телевизија Мега ви честитам на освоената награда и сигурно дека она што кажав на почетокот, сега сатисфакцијата и кај наставникот и кај ученикот се сигурно поголеми за уште понатамошни успеси на ова поле. Да, прво благодарност за честитките. Така, како што кажавте, успехот е заслужен, а воедно со тоа продолжуваме во понатамошни успеси. Така, ќе продолжам да ве прашам токму вас како ментор на ученичката, дали на овој државен надпревар по хемија учествувавте само со ученичката Цветанка или можеби во вашата екипа имавте и други ученици и може да ни објасните кој беше всушност патот за да стасате најпрвин да учествувате на тоа државно првенство и се разбира да го освоите и првото место. Да, на овој надпревар учествував на државниот надпревар само со ученичката Цветанка Билбиловска, меѓутоа имав уште една ученичка која стигна до регионален надпревар. За да дојдеме до државно ниво, мојата ученичка помина општински надпревар, освои прво место, регионален надпревар второ место и државен надпревар прво место. Сигурно дека за Цветанка ова е навистина можеби и најголемиот успех во досегашното твое школување, да кажам, во ова Основно училиште Санде Штериовски од Кичево. Кажи ми како се чувствуваш после таа освоена прва награда, сигурно дека и пред твоите соученици тоа делува позитивно и секако во онаа поширока околина каде што ти дејствуваш како ученик и секако каде што живееш. Па да, нормално дека сум и среќна и задоволна од самата себе си што успеав да стигнам до тука и се разбира задоволството на сите околу мене е големо и ми честитаат за постигнатиот успех.
Така, хемија е еден, можеби, така можам слободно да констатирам дека е еден интересен предмет, каде што се осознаваат својства на нашата околина со сите оние работи со кои што се сретнуваме, нели? Спаѓа во делот на природните науки. Дали тоа значи дека ете повеќе ги преферираш тие природни науки, хемија, физика, биологија, математика, или важиш за ученичка која што ете одлична и супериорна во поглед на сите предмети? Па, нормално посебно ме привлекуваат природните науки и посебно ги сакам природните науки, но сепак да, сите науки се интересни за посебен начин и затоа сите ги преферирам да ги учам. Така. Во што се состоеше, еве да ни кажеш, тоа тестирање таму на државното првенство? Дали беше само теорија или можеби имаше некој дел кој што се спроведуваше и практично? Па, во главно беше теорија, но сепак требаше да примениме некои од знаењата кои што ги имаме изучено практично, за да можеме да одговориме на некои прашања. Во што се состоеше наградата која што ја доби? Дали тоа ќе значи, можеби ете во идно време доделување на некоја стипендија или можеби некоја друга еднократна награда? Што точно еве добиваш ти како ученик со тоа што го освои првото место? Па, за сега нема некоја таква награда, но сепак за во средното образование ќе биде потребна секакова диплома за стипендија, 4-годишна стипендија. Така. Наставничке, она што е сигурно интересно да се каже, дека за секој наставник, кога ќе ете во својата професионална кариера ќе доживее еден ваков голем успех, можеби и најголем што може да се доживее во една професионална кариера, сигурно дека многу кажува и за вашата успешност во работата тука во Основното училиште Санде Штериовски и секако ќе делувате можеби и како еден пример и за сите останати ваши колеги. Како еве бевте прифатени после ова освоена награда од вашите колеги, од службите во училиштето, од управата и слично? Да. Значи, ова е во мојата кариера, во ова училиште, најголем успех. Значи, најголем успех, се надева дека и натаму ќе има вакви успеси, а инаку од колегите, од директорот, од стручната служба, од учениците, многу искрени честитки за успехот и желби за понатамошен успех на сите полиња. Така, уште еднаш ќе се навратиме еве на тој државен надпревар. Рековме дека ученичката беше во категорија, односно во делот на ученици кои што се надпреварува АС-8 одделение. Сигурно дека го покрива токму тој материјал. Може еве за пошироката јавност да споменеме малку и од стручен аспект, што точно опфати тој материјал, кои делови од хемијата беа изучувани, вежбани од ваша страна и може еве да ни го опишете целото ваше спремање со ученичката, колку време се спремавте за овој надпревар. Сигурно еве дека се исплатеше затоа што го освоивте првото место. Значи може самата тематика на прашањата и колку време ви беше потребно тоа да го совладате. Значи успехот не дојде одеднаш, тоа беше континуирано учење од страна на ученичката и нормално од моја страна континуирано залагање. Тоа важи за сите ученици, меѓутоа со мојата ученичка тоа го постигнавме, бидејќи и самата сакаше да учествува. На мојата покана за учество на надпревар се пријавија повеќе ученици, меѓу кои беше таа и таа остана истрајна до крај. Спремањето значи беше континуирано, меѓутоа овој месец беше малку почесто, значи останувавме и после часовите. Меѓутоа тоа беше толку јасно прецизирано што треба да се учи. Материјалот беше опширен, ние имаме оваа година за прв пат програма по Кембридж, меѓутоа учевме дополнителни информации од органска хемија, бидејќи тој дел таа тема ја немаме поминато, и од средно оделение, значи од средно образование. Ги користевме учебниците од средно образование, ги користевме учебниците по хемија по стара програма и на тој начин ги проширивме знаењата.
Така, го споменавте, еве, Кембридж системот кој што е спроведен токму за тие природни науки. Еве, вас како просветен работник кој што е баш во тој дел на тие природни науки како наставник по хемија, подобро ли е сега еве да се работи по тој систем? Дали вие прво како наставници кои што треба тоа да го спроведете е подобро, е поефикасно и дали од учениците е тоа примено позитивно? Па, како програмата на Кембридж, како нова програма, на почетокот нормално се што е ново, е тешко, непознато, меѓутоа добра е програмата, секако има некои недостатоци, бидејќи треба многу нагледни средства. Ние се снабдуваме со нагледни средства што можеме да ги најдеме тука, бидејќи има многу скапи нагледни средства, исто така и опасни нагледни средства. Засега добро е прифатена програмата Кембридж, меѓутоа за овие надпревари и за други надпревари мора да се спремаме и надвор од програмата. Така. Ученичката Цветанка сигурно дека ќе продолжи и понатаму да биде пример за учениците од основното училиште Санде Штериовски. Цветанка, ќе ти посакам еве успех понатаму во твоето школување. Уште една година ќе бидеш во ова основно училиште, нели до 9 одделение, а потоа секако она што ти најмногу го сакаш, сигурно дека и таму ќе продолжиш како средношколец, дали во Кичево или можеби некаде и во друг град. Она што сигурно тебе ќе ти биде сега еден врв во твојата ученичка кариера за сега е да освојуваш уште повеќе награди. Можеби ете сега кога веќе освои прва награда на државно ниво, можеби целта или ќе целиш сега код она што се нарекува и меѓународна некоја награда, каде што ќе представуваш дали основното училиште или можеби понатаму средното. Ти посакувам многу успех и се надевам дека од Кичево ќе произлезе уште еден научник кој што ќе даде се од себе, прво да го представи и училиштето каде што учи, да го представи својот град и својата земја. Ви благодарам и се разбира дека ќе се обидам да освоим и некои други дополнителни успеси. Така. Ви благодарам и вас, наставничките, што одвоивте време. Ќе ви посакам и вас успех. Се разбира дека и наредните години вие ќе учествувате со оние ученици кои што ќе се пријават на овие надпревари и се надевам дека континуирано на секој надпревар ќе освојувате по некоја од наградите и зошто да не повторно и првата награда. Ви благодарам многу за честитките. Да, секако ќе учествуваме и следните години на надпревар и се надеваме на нови награди. Благодарам. Почитувани гледачи, ете разговаравме со една успешна приказна наречена Прво место, освоено на државен надпревар по хемија. Разговаравме токму со ученичката која што го освои тоа прво место и нејзиниот ментор наставник по хемија од основното училиште Санде Штериовски од Кичево. Ова нека биде еден пример и секако еден поттик за сите ученици, за сите наставници да вложат повеќе во својата работа, затоа што еве гледаме дека тоа на вистина се исплати и со тоа му даваме еден голем плюс на образованието во Македонија, а секако тоа ќе значи и голем плюс и во понатамошната професионална кариера на наставникот и секако во учењето на самиот ученик. Сдруженијето на бизнис жени на Македонија со седиште во Скопје и Сдруженијето за развој и интеграција на млади роми и ромки преродба од Кичево во рамките на проектот Економска инклузија на младите ромки во општина Кичево ја организираа втората работна фокус група. Заедничкиот проект на двете организации, финансиран од Европската Унија преку ИПА, Инструмент за граѓанско општество и Медиуми 2014, активно го спроведуваат во рамките на носечкиот проект Заедно за успех, млади предприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи. Денеска сме собрани во Кичево во рамките на проектот за социјална инклузија и економско јакнење на жените ромки во општина Кичево. Она кое што го работиме е истражување и денеска се на тема фокус
фокус групите со институциите и невладиниот сектор, и втората фокус група е со бизнис секторот. Она кое што сакаме да го постигнеме е да имаме инклузивност на младите ромки во процесот на вработување, а уште повеќе во процесот на самовработување. Зошто тоа го работиме? Затоа што сметаме дека жените како еден дел од општеството се недоволно застапени во предприемништвото, а сметаме дека треба малце повеќе да се работи, особено треба да се работи со групите како што се младите, и затоа ние ја одбравме таргет групата младите ромки. Она кое што следи понатамо е нивно едуцирање на темата предприемништво, а исто така ќе се потрудиме да направиме и добри линкови со бизнис секторот, исто така и со институциите, за да може сето тоа да биде еден добар склоп на активности кои што ќе придонесат за економско јакнење на младите ромки. Ова е втора фокус група во рамки на проектот на која учествуваа представници од повеќе институции, Општина Кичево, локалните центри за развој на заедницата, представници од Агенцијата за вработување на Република Македонија, регионалната стопанска комора, како и представници од локалните граѓански организации и здруженија кои работат на темата родови прашања, меѓуетнички односи, економско јакнење на жената, женско предприемништво или општо предприемништво и економија. Преrodба Кичево се залага за општествени промени на ромската заедница. Денес го скршиме мразот заедно со Сдруженијето за бизнис на жени од Македонија, кој за прв пат овој проект заедно го имплементираме, социјална инклузија на младите роми и ромки, економско јакнење, со цел да ја подобриме економската состојба на младата популација на ромската заедница од Кичево. Покрај овој проект ние се залагаме исто така и за подигање на степенот на образованието на младите роми и ромки и онаа генерација која не го довршила средното образование. Покрај сите овие задачи што ги имаме како цел, ја исто така помагаме и во надминување на проблемите во инфраструктурата. Така да голем број на населби се исто така се соочуваат со голем број на инфраструктурни проблеми. Се надеваме заедно со институциите и други засегнати страни овие горливи проблеми да ги надминеме во иднина во наредниот период, така да за подобрување на еколошката и животната средина на ромите во општина Кичево. Да нагласам и тоа. Овој проект има значаен карактер, социјалната економска инклузија на младите роми и ромки, затоа што се надеваме дека во наредниот период ќе има зголемено вработување и само вработување во приватниот сектор кај работодавците, а воедно и самите да се вработат, да се отворат самите работно место младите роми и ромки. Покрај тоа, ние денес можеме да кажеме дека чекориме со трендот на чекорот напред. Еве, може како податок да дадам дека оваа година и лани, значи 16 и 17 имаме тренд на чекор во вработувањето, како што е во фабриката КСС, исто така и во општествениот сектор, а имаме изголемување во самото вработување. Тоа е знак дека ромската заедница може да чекори напред, може, значи, со труд, со залагање, а и ние, невладините организации, да допринесуваме во рамките на можностите наши, со препораки, со лобирање и застапување и со интерес, значи, подршка на институциите на општина Кичево. Проектот ќе трае неколку месеци, при што целта е да се направи спој помеѓу државните институции, приватниот сектор и младите ромки од Кичево за вработување или самовработување.
Во касарната Чеде Филиповски даме во Кичево со воена свеченост припадниците од 4-тиот механизиран пешадиски батальон традиционално го одбележаа 21 мај, денот на единицата. Во текот на свеченоста со пригодни говори и честитање на празникот се обратија командантот на 4-тиот механизиран пешадиски батальон подполковник Боро Латковски и командантот на 1-та механизирана пешадиска бригада бригаден генерал Мирче Ѓорговски, кои се навратија на историјатот на единицата, ангажирањето во изминатиот период, сегашните ангажирања и активностите кои предстојат на единицата. Ми представува огромна чест и задоволство ова јубилејна година по повод денот на единицата 21 мај, кога се навршува 25 години од формирањето на армијата на Република Македонија, да ми се обратам како командант на 4-тиот механизиран пешадиски батальон. Историјата низ која поминал македонскиот народ е тешка и макотрпна. За неа има многу да се зборува, но јас накратко ќе се задржам за формирањето на Кичевско-Мавровскиот партизански одред, кој се формирал на 21 мај, ден од посебно значење за 4-тиот батальон, по чиј повод денес ја организираме и прославуваме ова свеченост. На 19 март 1943 година, на основачкиот состав на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, кој се одржал од Тетово, било одлучено главниот штаб на Народно-ослободителната војна и областниот комитет да почнат со работа на терен во делот Западна Македонија, зашто како партизанска база била одредена местоста Лопушник. Во районот на Лопушник на 4 мај истата година се одржал вториот состав на Централниот комитет, на кој биле донесени повеќе значајни одлуки за понатамошните активности за развојот на Народно-ослободителната војна. Местниот комитет во Лопушник ги испратил првите партизани од Кичево, Копачка и Карбуница. Однив во мај 1943 година се формирал и првиот кичевски партизански одред, чија задача била да ја обезбедува партизанската база. Приливот на нови борци од Дебрца, Крушевско и Мавровско бил постојан и врз основа на новата ситуација со наредба на главниот штаб на 21 мај 1943 година во местноста Мал Лопушник бил формиран Кичевско-Мавровскиот партизански одред. По извршената неколкудневна обука, одредот тргнува во акција со напад врз карабинерската станица во село Сливово. Потоа следеле низа други акции, како што бил нападот на окупаторската општина во село Брждар. Кичевско-Мавровскиот партизански одред постојано извршувал борбени активности на подрачјето на Кичевско. Се до половината на месец јули 1943 година, кога поради зголемениот прилив на борци, бил поделен на два дела и продолжува да действува како прв Мавровски и втор Кичевски одред. Првиот действувал во Мавровско под команда на Чеде Филиповски даме, а вториот на подрачјето на Кичевско, при што организирал митинзи во селата Поповец, Иванчишта и Елковец. Борбените активности на Кичевско-Мавровскиот партизански одред имале големо влијание врз развојот на Народно-ослободителната војна, како во регионот, така и пошироко во цела Македонија. Батальонот ги продолжува светлите традиции на Кичевско-Мавровскиот партизански одред, кој преку батальонот Мирче Алцев со зголемувањето на единиците влегува во состав на првата македонско-косовска ударна бригада. Денес го славиме овој ден и воедно ова година, кога се наполнуваат 25 години од формирањето на армијата на Република Македонија. Ние, припадниците на армијата, даваме полн допринос со постигнување на високи резултати во градење на борбената готовност и со извршување на многу други значајни мисии кои се приоритет за единицата и за армијата. Јас посебно ги нагласам задачите и мисиите надвор нашата земја, но сепак е светлото нешто на секој припадник е зачувувањето на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Во изминатиот период можам да истакнам дека покрај основната мисија на единицата, персоналот беше дополнително ангажиран и во справување со предизвиците произлезени од мигрантската криза на южната граница. Активно се вклучиме во програмата за популаризација на армијата во средните училишта во зоната одговорност и секогаш сме спремни за помош и асистенција на местното население и цивилните структури. Гордо, достоинствено и со крената глава чекориме и докажуваме како стручно и професионално се извршуваат поставените задачи од мисијата на единицата. Во наредниот период ни следат дополнителни задачи, а тоа се вежбата Платиниум Волк во Република Србија и вежбата Платиниум Лајан во Република Бугарија, за кои максимално ќе залагаме да ги реализираме на ниво доследно за армијата на Република Македонија. На самиот крај од моето обраќање сакам да нагласам дека токму ова
Значена јубилејна година како најдобра чета од составот на најголемата единица на армијата, првата механизирана пешадиска бригада, избрана беше милофрлачката батерија од нашиот состав. На најдобрата единица, првиот вод од првата механизирана пешадиска чета, на наградените и пофалените старешини и војници, нека им и честито и уште поуспешно да продолжат со извршување на функционалните задачи. Нека ни е честит празник. Да живее армијата Република Македонија. Да живее! Да живее Република Македонија. Да живее! Особена чест и задоволство е да се биде во стројот на 4-тиот механизиран пешадиски батальон кој е дел од организацијско-формацијската структура на првата механизирана пешадиска бригада. Вашата единица представува еден од најсилните столбови на бригадата, кои воедно представуваат нејзин маневарски дел и ударна сила за извршување на сите борбени задачи. Во предвечерието на одбележувањето на јубилејот 25 години Армија на Република Македонија, можеме со гордост да кажеме дека припадниците на 4-тиот батальон задачите ги извршуваат крајно успешно, справувајќи се со сите предизвици кои стојат пред нив. Поттикнати од силната традиција и историските корени, кои се силно вкаени уште од формирањето на Кичевско-Мавровскиот одред, како и првата македонско-косовска ударна бригада, чии херојски подвизи се инспирација за сите оние кои се дел од гарнизонот Кичево. Денес 4-тиот механизиран пешадиски батальон представува гордост на армијата на Република Македонија на крајниот запад на нашата татковина. Во периодот помеѓу двата празника, припадниците на 4-тиот механизиран пешадиски батальон сите задачи ги извршуваа безпрекорно и со крајна посветеност и професионализам, за што во оваа прилика сакам да ви одадам признание. Овде, пред се морам да го истакнам ангажирањето на персоналот на јужната граница, како асистенција на припадниците на граничната полиција, но и извршувањето на сите редовни задачи, особено во делот на обуката и вежбите. Почитувани, 4-тиот механизиран пешадиски батальон заедно со останатите механизирани пешадиски батальони го сочинува најважниот маневарски сегмент од формацијската структура на бригадата како здружено-тактичка единица. Тоа значи дека императивите за поседување на висок степен на обученост и извежбаност мора да бидат првен приоритет на оваа единица, која мора во континуитет да ги одржува достигнатите стандарди во обуката и да постигнува високи резултати на сите полиња. Високиот професионализам, безпрекорното извршување на задачите, врвната обученост и максималната посветеност кон војничката професија и понатаму мора да бидат главните приоритети на 4-тиот механизиран пешадиски батальон, чии припадници за секогаш ќе останат препознаени како леопарди во служба на нашата татковина Република Македонија. Бидете горди што сте дел од армијата на Република Македонија како институција која ужива најголема доверба кај граѓаните на Република Македонија. Бидете горди на нашата професија и продолжете да работите вредно, со што заедно со сите останати припадници на првата механизирана пешадиска бригада, но и на армијата на Република Македонија како целина, останеме најсилна гаранција за одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на нашата држава Република Македонија. Нека ви е честит денот на 4-тиот механизиран пешадиски батальон. Да живее армијата на Република Македонија! Да живее! Да живее Република Македонија! Статува наменскиот скот предводен од капетан Ефтим Вулкановски, државно знаме и трудовски наредник Ставро Илиев. Настапува ешалонот
Военски батальон, предводен од мајор Оливер Станиловски. Военско знаме го носи Коста Лозник, прва класа Благоја Матев. Ешалонот од командна чета предводен од капетан Милан Јовчев. Военото знаме го носи главен наредник Зоран Петреvić. Персоналот е обучен за собирање на разузнавачки податоци од воздух и земја. Подготвен е за извршување на борбени дејства во разлив. Големиот дел од единицата учествува на мировни мисии како бројни заеднички вежби во земјата и странство. Единицата извршува операции во соодейство со Министерството за надвешни работи. Дело за извршување на задачите од мисијата до постигнување на резултати достојни за почит. Досега персоналот има учествувано во повеќе меѓународни вежби и добија на високи оценки. Тек се подготвува и регорд на вежбата во Република Србија во Латиниот полк. Активно учествува во соодейството на Министерството за надвешни работи, јанично обезбедување и спасување христијанската криза. Ешалонот од втората механизирана пешадинска чета предводен од мајор Владко Миновски. Военото знаме го носи наредник Синиша Редековиќ. Единицата успешно извршува сите задачи и покажува висок степен на обученост и осposobeност. Дел од персоналот е ангажиран во справување со последиците од милитарни области. Своето искуство и осposobeност на персоналот може да одговори на секако вид на закана и безбедноста на Република Македонија. Настапува ешалонот од миропрвачка батерија, предводен од капетан Албин Стојан. Военото знаме го носи наредник Нечми Бајрами. Офанзивни и дефанзивни борбени действија. Цел одбрана и заштита на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Трапува камби со беспилотно летало Равен. Ќе биде мобилно повеќе наменско неборбено возило наменето за транспорт на матерни без плати луѓе и оprema. Носивоста на возилото е 2000 кг. Може да превезува 10 лица, човечето може да се завозува. Во моментот пристаниците на околни миграцијски флот го користат за транспорт на беспилотното летало Равен. Кој наменето за воздушно движување и обслужување на гранични зони области. Настапува камби со бинокларна 20 км. Во моментот припадниците на контролачката батерија го користат за влечење на 20 км
Митрополитот тежи 34 килограма. Заречник на успешно детство на средно возраст до 600 метри, на организација на година 1500 метри. На надлежно околно 300 метри. Терминот има вградено едноцелен формач на чадни градати Вегман, кој освен чадни гранати може да изстрела и гранати со тозор. И веко е неборбено Настапува санитетско моторно возило Mercedes-Benz AG290D. Специјално санитетско моторно возило е неборбено возило наменето за превезување повредени и заболени лица. Може да превезува 4 повредени или заболени лица во лежечка положба, а во седечка и повеќе. Опремено е со систем за давање на кислород и со други додатни медицински средства за пружање на општа медицинска помош за време на транспортот. Ги поканувам командантот на Здружено оперативната команда, командантот на првата механизирана пешадиска бригада и командантот на 4-тиот механизиран пешадиски батальон да им честитаат на наградените и пофалените. На воената свеченост по повод денот на единицата прогласен беше најдобар вод од составот на батальонот, на кој му беше предадено пехар и знаме за најдобра единица и доделени беа стимулативни мерки на персоналот кој најмногу се истакна во изминатиот период. Во пресред на денот се организира и реализира крводарителна акција на која персоналот ја покажа и потврди својата хуманост доброволно дарувајќи крв. На денот на 4-тиот механизиран пешадиски батальон покрај началникот на Генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал подполковник Методија Величковски, присуствуваа генералите од АРМ, командантите на подчинените команданти и единици на Генералштабот на армијата на Република Македонија, поранешни команданти и пензионирани старешини од составот на единицата, представници од државната управа, јавните установи и служби, представници на единиците на локалната самоуправа во зоната на одговорност на единицата, како и правни и физички лица со кои единицата има соработка. На 21 мај 1943 година во местноста Лопушник формиран е Кичевско-Мавровскиот партизански одред, а денес 4-тиот механизиран пешадиски батальон ги продолжува и негува традициите од неговото формирање. Со формирањето на армијата на Република Македонија во 1992 година, 21 мај беше одбележуван како ден на единиците кои беа стационирани во гарнизонот Кичево, 13-та пешадиска бригада и 2-та механизирана пешадиска бригада, кои беа носители на традициите на одбележување на овој значаен датум од историјата на народно-ослободителната борба. Со одлука на председателот на Република Македонија и врховен командант на вооружените сили, доктор Ѓорѓе Иванов, за ден на 4-тиот механизиран пешадиски батальон одреден е 21 мај како единица која ги продолжува и негува традициите од формирањето на Кичевско-Мавровскиот партизански одред. Ви благодарам што и овој пат бевте верни гледачи на емисијата Акцент. Со нови содржини се гледаме наредниот вторник. Довидување.